За институционалните пропусти, повеќегодишното системско непостапување и причините за настанувањето на пожарот во кочанското кабаре Пулс, обвинети се 34 луѓе и 3 фирми. Обвинителството обезбедило докази дека со години наназад се кршеле закони, се прикривале неправилности и се дозволувало објектот да функционира иако не ги исполнувал ниту минималните услови за безбедност и сите ги товари за тешки дела против општата сигурност. Прво обвинетиот е газдата на дискотеката кој 2012 до 2024 година правил реконструкции во објектот и пренамена без стручен надзор. Во објектот не бил испочитуван ниту еден пропис за вградените материјали, бројот на излезите за евакуација, бројот на ПП апарати, паркинг места. Иако знаел дека објектот нема дозвола, обвинетиот дозволувал негова реконструкција. Обвинете се и неговиот брат, како и син му. Целосното непочитување на безбедносните правила за заштита од пожар, преполнетоста на објектот со посетители, настанало масовно туркање и паѓање на посетителите во ходникот, со што напуштањето на објектот било целосно попречено и биле предизвикани тешките последици. Архитектка од Кочани е обвинета за фалсификување документација, магазин за лесна индустрија да стане угостителски објект, како и тројца градежни инспектори кои требало, а не го задолжиле собственикот да ги отстрани неправилностите. Се товарат и тројцата градоначалници од 2012 до 2025 година, кои никогаш не ги известиле МВР Министерството за економија дека објектот Пулс не ги исполнува условите за работа. Представувале општината и биле должни да се грижат за спроведување и почитување на деталниот урбанистички план за општина Кочани, знаеле дека објектот, така нареченото кабаре клуб Пулс, представува безбедносно опасен објект за вршење на угостителска дејност, бидејќи не ги исполнувал законските услови согласно член 97 став 1 од Законот за градење. Обвинете се и поранешните директори на Дирекцијата за заштита и спасување, како и генералниот инспектор. Се гонат дека, иако биле свесни дека може да настапи штетна последица со нивно непостапување, тие не преземале мерки за заштита на луѓето и имотот од пожари. Меѓу обвинетите се 5 службеници, 2 министри и секретар од Министерството за економија, кои се товари и за примање подкуп. Докази се собрале и за управителот на агенцијата и за 4 припадници на обезбедувањето. Сите овие услови наложувале агенцијата задолжително да изготви план за обезбедување при одржување на јавен ред на настан од забавен карактер со присуство на поголем број на посетители и да ангажира повеќе работници за обезбедување, а таков план не бил изготвен и доставен на одобрување до надлежен орган за подрачје каде што се случил настанот. Во обвинението се опфатени 4 инспектори од Пазарна, а за директорите досега не се собрало доволно докази. Истрагата е запрена и за екс-министрите за економија Дритон Кучи и Беким Незири или за вкупно 11 претходно осомничени. За член на музичката група има прекин на постапката додека е на лекување, а Александар Карадаковски, кој бил управител на фирмата, почина на болничко лекување во Литванија. Реалниот газда на агенцијата за обезбедување уште се истражува.